Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што јавните личности отвораат душа. Денес имаме еден човек со кој ќе се обидеме не само да отвориме душата, туку ќе се обидеме да ги прокоментираме сите оние работи кои последниве 7-10 дена, колку ли се веќе 2 недели, се случуваат, а се врзани со неговото име. Врзани се до душа и со отворање глави, ама за тоа подосна кога ќе дојде муаветот, човекот кој на јавноста или барем оние кои ги следат социјалните мрежи им стана познат по своите твитови последните години или изминатите години. Како пасиониран твитерџија го забележуваа сите, па им се тресеа гаките или долната облека, што би рекле, на сите кои очекуваа да бидат прозвани, најмногу политичарите. Со текот на времето човекот стана препознатлив по својот активизам и како еден од предводниците на движењето за заедничка Македонија, за понастаните од 27 април, за жал, да заврши таму каде што многумина неоправдано завршија. По излегувањето од местото на кое никој не би сакал да биде, се разбира ако не работи само таму, човекот го препознавате по неговите телевизиски емисии, односно неговото телевизиско шоу. За сето она што му се случува последниве денови, ама што му се случувало и наназад во животот, помалку ќе поразговараме со човекот кој е познат под прекарот Бетмен Велит, или уметничко име, или псевдоним, како сакате. Инаку во лична карта го пишува Богдан Илиевски. Добар ден и добре ни дојде. Здраво живо, добре најдов. Богдан, да те прашам за прекарот прво. Точно ли е дека, знаеш кој го пишуваше колумната Рамбо поручува? Се сеќаваш? Предпоставувам дека гледам во човекот. Драго ми е дека предпоставувам. Интуитивно знам да препознам. Дека ти се точни. Точно ли е дека како опонент на Рамбо поручува е Бетмен Велит? Не. Такви беа муабетите? Не. Туку Бетмен како Бетмен, не знам, бев со име и со презиме потпишан на почетокот на Facebook, ама нешто се уфилмав таму, и зошто па со име и со презиме. Позгодно некако покомотно ми е да имам некој псевдоним, Бетмен тогаш. Мислам од мал, нели, нормално сум сигурен. Сакал по јунак, па зафатено беше од 2К15 климчо. Па така, Бетмен беше одбран и така ради карактерот. The Dark Knight, тогаш не замислам дека беше актуелен како филм, а е Велит ради форма на изразување. Кога ќе пишав статус порано, Боби Илиевски ми делуваше природно да продолжи реченицата, мисли дека тоа и тоа. Дека кажу. Сајмон Сес варијанта ми делуваше некако по-лексички исправна и затоа си го дадов Велит, нели, како по-охридски и се залепи фино. Се залепи фино. По скопско-српски, како велат. Секоја почит за поднебието ме некој веќе ме примило. Јас овде живеам подолго него во Охрид. На 18 години замина под Охрид, полнам 39 за 2 недели. Јас сум сега, извини, веќе стар Скопјанец, бидејќи од Карпош се пресели во Сопиште. И сега знам да кажам Бева, Видева, сите фори на скопскиот дијалект. Инаку, на старт, вака да појасниме нешто, од гаки тресеше Вилма Русковска. Јас не сум таков. Не да тресеш, нити им се треса од твоите коментари. Па сега, боже мој, јас никој пат не сум бил тресат овие цариници обвинители. Малициозен не сум бил никогаш во живот. Сигурно некому нешто сум му се огрешил, можеби неправедно, особено во рани денови на кариера, но никој пат злонамерно кон некого, дека не знам, сега некому ќе му се ништо лично. Ништо лично, баш. Дојдеме и за раните дела и раните денови. Новинарски знаеш и самиот, она што е последно да биде прво. Така е. А последна е, условно речено, препукувањето, кавгата, како сакаш кажи го, и на социјалните мрежи, и во медиумите, предпоставувам и многу лични нешта, помеѓу тебе и Марко Маринковиќ, попознат како Сладкаристика, или помеѓу Бетмен и Сладкаристика. И сега, генезата на таа приказна веројатно датира од малку порано, ама јавноста е веќе запознаена, иако
може би има понекои што и не знаат. Ја би замолил сега да го погледнеме ние прво Океј. прилогот, оти прилогот ја раскажува генезата, а после ќе почнеме да коментираме Може. од почеток до крај. Ајде да видиме. Слатка Рудри по Бетмен во новата песна етикетирајќи го како предавник и цинкарош, а водителот му возврати. Ке игнорирав, ама стихот браќа да ги пикна у затвор, ке ти излезе низ чмарко. Марко Маринковиќ, попознат како Слаткаристика, во новата песна покрај дел од колегите од конкуренцијата, во стиховите удрил по оној по кој очигледно прилично имал нешто лично да му порача и испорача. Имено во најновата еуфорија, Слаткаристика директно удрил по Богдан Илиевски, попознат по прекарот Бетмен Велит, некогашен твитерџија, денес ТВ водител на собственото политичко шоу на ТВ Алфа, кој по познатите настани од 27 април и упадот во Македонското собрание заврши в затвор. Бетмен си го одлежа своето и подоста беше амнестиран, ама Слаткар во стиховите на новата песна директно го прозвал, нарекувајќи го предавник и доучник, односно цинкарош. Браќата в затвор ги пикна или ги имаш напикано. До душа боли, ама не знам зошто Бетмен сегде е херој, али кај нас е цинкарош. Рапува во песната Слаткаристика. На ваквата провокација, преточена во сериозно обвинување и навреда, ниту Бетмен не остана должен. Слаткар ме ставил в уста, мислејќи дека сум лајно. Почестен сум. Инаку, ако некој се чуди зошто во видеото подоле објасни все. Цела минута, може минута и пол, беше тема на муабет на илинденската епизода кај Лазаров, па после 6-7 месеци успел да срочи 2 реченици за да ми врати за ништото што го кажав контра него. Но сега веќе не е ништо, не сум ја затворил устата, па ќе отворал глави Јакиов. Ке игнорирав, ама стихот браќата ги пикна у затвор, ке ти излезе низ чмарко, му порачал Бетмен, возвраќајќи му дека нема туку така да премине преку овие навреди и обвинувања. Како што самиот Бетмен велит, нетрпеливоста веројатно датира од времето на минатогодишното празнично гостување кај Стефан Лазаров во илинденското издание на неговиот посткаст, кој одеше од Охрид. Таму меѓу останатото беше спомената и песната Отворено писмо на Слаткаристика, која излезе непосредно пред референдумот за промена на името, кој, иако беше неуспешен, тогашната власт начело со владата на Зоран Заев го направи она што го направи, спротивното од искажаната волја на народот. Подоцна, песната на Слаткаристика ја снема од YouTube и на истиот канал не може да се најде ниту до ден денес. Како и да е, малиот Маринковиќ се почувствувал прозван, па она што тогаш го заболело, сега го исплукал со отровни зборови кон Богдан Илиевски, брутално етикетирајќи го како доучник и предавник. Со ова го отворил фронтот на непријателство во кој нетрпението преоѓа во фаза на омраза, па оттаму и сомнежите дека ова естрадно-музичка еуфорија нема да заврши само како епизодна сторија, зашто Богдан во своето отворено писмо веќе порача дека нема да седи со скрстени раце, па оттаму Слаткар и Бетмен изгледаат баеги закрвени. Ете, таа е од прилика приказа. Се познававте ли од порано? Имавте Не, некои не. контакти, не знам, некакви Не, во живот се немам сретнато со Слаткар. некакви соработки, не знам, било што. Не, Што- никакви. Во живот просто не го знам човек. Ја кога внимателно го прегледав тој подкаст, односно и го гледав. Видели Живот нешто тогаш, страшно? навистина немаше никакво обвинување за, не знам, Тоа е голема мистерија. нити некакви зборови кои се, не знам, недолични, вулгарни, вакви, такви, за обвинување од ваков тип и да не зборувам. Нема, види сега, ова неговото, ако го равниме со нешто што јас би го кажал за да го испровоцира, веројатно би требало да не знам, да излезам на некој подкаст и да зборувам за 20.000 евра пеел за референдумот, Гстолкав отворен има за пари и така. Значи да кажувам работи за кои што не ги знам или сум ги слушал или па не мора не ги слушнам, ќе ги измислам за него. Не, јас кажав дека песната што ја објавил тогаш беше доживеана како инструмент во кампањата за референдумот, беше 2 недели објавена пред референдумот. А зборуваме за тоа бидејќи е 2 август и Линден. Лазаров во Охрид правеше емисии, ме викна на подкаст баш на 2 август и Линден, баш мене бидејќи нели тие теми, патриотските теми
ми се блиски и разговаравме генерално, а тој падна па на муабет, бидејќи Лазаров требаше подоцна да оди на концерт баш кај Слаткар. Веќе беше при крај подкастот, Падна му. така дојде контекстот, да, не дека јас сум, сега Слаткар ќе го удрам, не ме занимал, нема ни зашто, нашите светови не се допирале претходно. И, нели, види, јас не сум сигурен дека тоа е провокацијата. Не сум, бидејќи, а нема што да е друго. Зборувам за кажан мој збор кон него, бидејќи стварно е малце малоумно да на онаков муавет, во кој што, пази, јас на крај коментирам дека Пимен мене ми е побратим. Отец Пимен бил дел од таа кампања за Европска Македонија, негови лични убедувања, но мене и него многу лични семејни моменти не врзуваат. Ние имаме луѓе, ама никој никого не обвинил за предавство или веле предавство или и сега, за знаеш цигарење, како? не знам како. Антонио, седам дома, ми праќа еден пријател, вика, за тебе ли Слаткар во новата песна? Викам, дај, шо ти е? Откуд, зашто? И па, ако е по име, за кого по прекар. Ама дури и ако е по прекари, нели, тој е контекстот, а контекстот е Цинкарош, Мочко, браќата ги пикна у затвор. Тоа е реториката на најглупите ботови на Твитер, бидејќи на Фейсбук помалку ботови има. Мора име и презиме да ставиш. На Твитер се уште може со некој псевдоним да се криеш и кога, не знам, низ годиниве наназад, моите политички опоненти ќе сум ги удрал во наводници, односно ќе сум ги критикувал заради нешто, дали е тоа Заев, дали е Ковачевски, дали е, не знам, Маричич, некој од СДС табор, не за овие од ДУИ, знаеле да се налепат во коментари такви ботови аматери, кои што ќе ми пишат, чувството нивно е ќе ми пишат, ти си предавник, ги пикна браќата у затвор, зашто јас сум нели амнестиран. Не е ниту бот, ниту аматер. Па не, затоа ме чуди што исто колку дури повеќе од Па да, затоа што не знам, многу подолго е на сцената. Друг начин на функционирање има. Но кога на Твитер така ќе ми настапеле, ми било смешно бидејќи сега јас немам 20 години, па ќе се вознемирам од критика на Твитер. Можеш што сакаш. Да, очекувано, апсолутно, плюс ги знам тие методи на Мацко Забрчанец, бочињата како функционирале, али дечко во главо ми брадом, за кој што да повторам по 10 пат деновиве. До таа песна за референдумот, јас имам многу коректно мислење. Смисол, ми се допаѓаше како појава на сцената, не ја слушам таа музика, но да, ги знам песните што ги правел до 2018. Имам многумина поделено мислење за заради многу нешта, од што ја знам, афирмација на легализација на опојни супстанци до вулгаризми и така нешто. Веќе, секој со свое мислење. Јас не знам, имам став и за немам ништо против легализација на марихуана за лични цели. Јас имам либерални ставови за многу нешта, освен за националните теми. Таму сум најдесниот на свет. Не се, го знаев кој што е како е, ништо против. Кога излезе таа песна во референдумската кампања, јас бев во притвор, не можев да реагирам, во куќен додуша, но не смеев да комуницирам со јавност и така натака. Но го живеевме тешко тој период, нели, особено навикнат си на јавен израз, се случува кампања за промена на име, а ти седиш и те чека судење кое што започнува од 10+. Но тогаш реков, добро, од овај момент навака, овој човек за мене не постои, како што сум направили со дел други учесници. Да, икшче. Толку, ама без фанфари, јас го избришав Слаткар од листата на окей артисти. Не, се дотука било, хајд пријатно. Со тоа што таа песна Јас вечерта сватив, кога ја преслушав таа новата еуфорија со Тони Зен, вечерта сватив дека му ја нема отворено писмо, дека е тргната од мрежи, бидејќи можеш да претпоставиш дека не сум посакал да ја слушам никогаш. Имаше и тогаш реакции, дури во медиумите, јас лично сум пишал конечно. Сигурно. Не добија во тоа време одек, бидејќи власта беше која беше таа, па тоа се тоа го и многу галама имаше, генерално шумот пред референдумот, секојдневни кампањи, митинзи на власта, протести на опозицијата, протестни маршеви и така натака. Веројатно имаше и овај исто со граѓанин ми Охриѓанец, со траперот Бизи, имаше запечатено писмо како одговор, да. Но ете, тоа така поминало. И вечерта ја сваќам дека му ја нема песната, а ја побарав вечерта, чекај малце, кој мене ќе ме суди идеолошки овдека, као бил загрижен за браќето од 20. Индикација, да не речам доказ, ама индикација дека
таму нешто не е чисто, дека песната не е туку така, туку е некаква нарачка. Ставувам. Јас не знам како се навикнати тие во рап светот. Јас сум рапер во обид, со една песна сум направил еден рап против бугарскиот рапер Устата. Тоа го знаем. Имаше тој за и така јас се навраткам. Направив, не знам како тој свет функционира, како ќе направи трака, ќе изеде бабури за мене и сега што другите ќе му се плашат, ќе му молчат или ќе спремиме нова трака за 2-3 месеци да ти вратиме, при што како што убаво си пренел и таму. Обвинувањата се тешки. Обвинувањата се одвратни се. Одвратни се, не се гледам дека те погодија се. Се разбира. Па секогаш кога некому кога лага ќе кажат за тебе, ќе те погоди. Нели? Ќе те погоди. Во песна излегува дечкото и вика браќата, што знае тој за браќата у затвор? Дали знаел дека се тие луѓе воопшто во затвор пред да реши сега патриот да биде, бидејќи можеби цени дека сега има тезги во патриотскиот пул, па ќе снимаме песни со Next Time, не знам, ќе се пласираме лево десно во ова општина, во она општина, за да лапа кеш. Во сите општини. Па претпоставам, Националната власт добро го Јас за една општина вака видов некои бројки, се бога ми замашала, дополнително се работи за организација на културни настани на кои што пеат луѓе кои што не се во неговиот свет, а нели тој како рапер исто држи до жесток критички осврт, ни заглупувала нацијата со фолк естрада и така натака, но не е проблем за кеш да ги носи. Истиот рапер имаше дуети со бугарска фолк звезда, со српска фолк звезда. Да ти кажам, мене не можем да пуштам, не спеам на YouTube. Ти си меѓу другото и музички критичар, нели? Јас не сум. И мене идеално не ме занимало во животот кој како си го живее живот. Искрено ти зборувам. Но сега работите се поинакви. Сега некој дечко решил да се бави животот, именно. Не види, сега да ми го загорчи. Луѓето што се по затворите мене ми се браќа. А кон него имаат поразлично мислење, ќе го дознава тој мислењето на луѓето што се однатре. Бидејќи што не се во затворите, гледаат дека браќата се уште во затворите, а ти не си. Може секој секако да го тоа протокол. Види, мислам дека во 2025 година секој со две функционални мозочни клетки совршено му е јасно се што и како се како стојат работите, што како се случувало. Зошто беше тој случај измислен како тероризам, 3 раце за промена на име произлегува од таму. Вилма Рускоска до последен ден не сакаше мене да ме амнестира, и Борис, и Владо, и Дурло ни беше така не најнаклонета. Кацарска исто не беше наклонета, се плачеше на телевизија зашто морала да го ослободи Дурловски, зашто немала ниту еден доказ. Значи нас не ни беа условите на терен погодни за игра. И таа дебилност, цинкарошка, јас ќе ти кажам не знам. Не сакам бе ни да вреѓам за според. Наркоман, така? И сега имам ли јас докази дека си ти наркоман? Немам. Не сум те не делуваш како наркоман, не сум те видел да влечеш бело или не знам, да се пукаш во ова. Пример се зборам, не педер, нели? Сега треба да внимаваме на зборовите кои што ги користиме, бидејќи некојаш може да предизвикаат. Добро, не се па во песна постанува. Осем и овако не јас немам по некое време од YouTube. Се е возможно. Најсладкото, бидејќи за сладка разборуваме, е што неговиот стари заборавен хит сега излезе повторно на површина, бидејќи на крај на денот го знае златното правило. Еднаш кога нешто ќе се објави, за секогаш останува објавено. И еве, не знам, вчера на пример имав некој интервју за портал Поглед МК и таму песната се појави трендо на Офнет и стоја вековечи. Да знаеш, јас никому се немам јавено, немам кренато телефон да еј помагај. Ти ми се јави точно, Сдружение на егејци ми се јавија сами. Ќе зборувам и за тоа. Океј, да не го трошам лавотот. Бидејќи имаше дел од скромноумната комуњароидна јавност на Твитер, како Никола Спасов, кој што е пиар на СДС, Никса Науму на Шилегов, шефот на кабинет на Рада Братучедот, тие на Твитер пишуваа нешто на варијанта дека беден си Бетмене, као јас сум измислил Сдружение на егејци, мене ја ми даде поддршка. Не е можно толку ќорав да е човек, но еве држам. Нека биде толку ќорав након свих ових година и после се што се случи. Галиба требаше да свата дека народот
не е глупав, дека не е само тој меур во кој што тие живеат и правилата да функционираат на меурот во кој што тие живеат и тие ќе диктираат кој е добар, кој е лош, кој што смее да мисли, што да прави, како треба да се одвиваат процесите. Нема тука никаква толерантност кон туѓата слобода. Па ни кон слободата на егејците да реагираат. Може се што сакаш да прашаш. Ове, само сакам да ми го протолкуваш ова писањето твое. Ова со браќата ке ти да земи чмарко. Звучи како закана направо. Добро. Кој како сака нека си го Што мислиш? доживее. Што сакаше да му порачаш? Дека, види, низ нос ке ти излезе нешто е еуфемизам за одреден степен, која ќе зажали за нешто што си направил, а низ чмар, на чмарко ќе му излезе, значи, многу повеќе него низ нос, затоа што јас сум за вакви работи, бидејќи, види, јас за разлика од него кој пеел на фестивали за тие мајмуни што ги затвориле, за тие што ги затвориле браќата по затворите, меѓу другото и мене 13 месеци, јас не бев на слобода за неговите идеолошки другарчиња на кои што им пеел песнички за промена на името. Јас оваа тема ја доживам лично. Лично, особено кога, јас секој ден дали ќе се чујам со некој од нив или не знам, не кажувам што, се трудам правам особено овој период да нивната тема стане што е можно повидлива за на крај тие да излезат од затвор. И сега доаѓа некој мајмун таму и вика, јас сум загрижен за браќата, ти ги шитна, ги исцинкари, ги предаде и ти ги пикна у затвор. Па низ чмар ќе му излезе тој муабет. Затоа што си игра со нивната трагична судбина. Да повторам, приредена од неговите политички другарчиња. Дали си идеолошки, не знам. Овие денови многу луѓе ми се обратија. Чуј, мене не ме занима алапачење во живот. Јас не сум човек што ќе седне со некој и ќе зборува за некој друг. Ама бидејќи овде некој со мене се занимава, јас имам должност да кажам што сум научил за тој човек кој што не сум го знаел. А сум научил дека забелешка на многумина кои што соработувале или соработуваат на некој начин денес со некој, дека некој го интересира само пари. И тоа си го кажува и во таа за скриената песна, ни требаат многу пари за да идеме у Грчка, кој го името, си го кажува и во последната, како нешто е гајле ми е пари таманам. Добро, тамани дечко пари, немој да ми морализираш. Или па пробај, морализирај, арно, ама во ваква ситуација, некој тебе со нож, некој мене со нож, јас него со базука. I chose violence. И така и ќе биде. Дури и пријатели добронамерно ми советувале за соцевките. Така е. Не соцевка, со ФИ-ПСК. Бидејќи да не звучи јас као закана онаква. Не. Да не бидеме милитантни. Гледам така си умечени. Јас сме сепак уметници. Да знаев ќе доев со панцира. Ова е мојот став кон либералниот пристап за трепките кои што ги сакаат, да. Да, не сум конзумент, ниту сум конзумирал, ама им го поддржувам нивното право да. Добро, ги спомнав на Сдруженијето на агенциите и не само тие, туку и други јавни личности се најдоа погодени. Јас ќе замолам се вториот прилог да го погледнеме, за да видиме чии чувства тоа погоди таа фраза или таа песна, ако сакаш веќе, па ќе го прокоментираме тоа околу Сдруженијето. Може би тоа да го видиме. По Бетмен и Перока ми каза му возрати на сладкар, драг колега што се бањаш во Дубај, една душевна болка ќе ти раскажам и нема ко тебе за пари да лажам. Препукувањето и преписката или што би рекол самиот Богдан Илиевски, забавата во случајот Бетмен версус сладкаристика на социјалните мрежи полека добива се пошироки размери и нова драматика. Кога сите помислија дека, како што кај нас е вообичаено, секое чудо за 3 дена, не мина ни цели 2 кога со својот Facebook статус се јави Перока ми каза. Имено, македонскиот актер и музичар кој има длабоки егејски корени вткаени во своето потекло, поттикнат од случајот помеѓу водителот и раперот, овој пат не можел да издржи да не го искоментира она што сладкаристика го напишал во стиховите на неговото спорно отворено писмо. И не само коментар, туку како некој кому зборовите му ја копаат душата ставени
како сол на жива рана, тргнал со лекција по историја и етика да му објасни некои работи на малиот Маринковиќ, дека некоја болка никогаш не минува, некои рани никогаш не можат да се исцелат, нечии трагедии никогаш не смеат да се заборават. Особено ако тоа се наши, македонски, без оглед на која генерација е во прашање. Секогаш ќе постојат борби кои додека не има, ќе бидат наши. Зашто оној народ кој не го памети минатото не може да има ниту иднина. Затоа, колку и да била намерата на сладкарот непромислена или да не ни постоела, била погрешно разбрана и слично, едно е сигурно, спомнувањето на тој начин на историјата што не боли е во најмала рака недолично. Друга работа е дали во сето тоа авторот на стиховите имал или немал добри намери, зашто, како што се вели, и патот до пеколот е поплачен со добри намери. Затоа неговата намера не го оправдува, особено што во кулуарите, а и на социјалните мрежи, веднаш се појави и поинаква информација дека раперот бил платеник со мисија да напише токму вакви потикнувачки стихови кои ги содржи песната Отворено писмо, која всушност била наменска, како дел од кампањата Излези за на бившата власт на Зоран Заев пред референдумот за промена на името, а истата беше објавена непосредно пред одржувањето на самиот референдум. Ваквите тврдења и јавно осамна на социјалната мрежа X. Без да навлегуваме во бркање вештерки, само ќе ви покажеме што му воздрати и порача Петар Георгиевски камиказа на Марко Маринковиќ сладкаристика во својата Facebook беседа во вид на лично упатена порака. Драг колега што се бањаш во Дубај, една душевна болка ќе ти раскажам и нема ко тебе за пари да лажам. Стрико ми Петре, со напалм бомба до темел го изгореа. Предедо ми поп Ѓорѓе го заклаа и на кол главата на сред село му ја натна. 400.000 деца по цел свет раселија од Егејска Македонија. Татко му го виде првпат на 55 години, бидејќи, ако не побегнел, нареден за колење бил. Вакви семејни егејски трагедии како нашата на илјадници ги има и затоа во иднина треба да знаеш дека врз гробовите нивни плукаш, а врз нашата болка и чемер пари и слава правиш. Можам да ти рапувам и ко тебе да скречувам, ама немам намера ко тебе за еба пип, еба ни пари песни по нарачка да трапувам. За разлика од тебе и она мачето што во лав се престори, патриотот на батерија од Али Експрес раперот, кој знае, исто кај кога се буди, дали лево или десно, јас искрено късмет ви посакувам да ве купат ко Пендиков и да си имате нова вера и Библија, па така и брз влез во Европската Унија. Ајде сега, гит. Прилично гледани камиказа, ама навистина нема и зошто. Камиказа му направи Перл Харбор. Нека е така, ама ги спомна издруженијата и него кога го контактирав за овој, да видам дали ова така или не е така, истото ми го кажа дека егејските издруженија има контакти, дека се прилично вознемирени. Ама треба да, чекај Антонио, треба да си имбецил и да мислиш дека нема да реагира некој, а ти во песна си рекол, жал ми е за нив, ама види, не е нивната борба, наша, ние сакаме многу пари, Берлин, Милано, Париз и многу пари. Не знам за колку илјадарки ја направил. Да пишам. Не тврдам, ама така луѓе. Види, да ти кажам. Јас Стефан кога го правевме тоаш мојот вика ти тврдам не е за пари, за идеологија. Океј, му викам, еве ќе ти верувам дека е за идеологија. Но деновиве, доста луѓе кои што очигледно тој и меѓу така наречените пријатели има по некои кои што не му се баш. Така имаат некои задршки кон него. Неколку вака сведоштва ми раскажале во кои што примарниот фокус и обсесија е парички. Се е окей. Нека ти е то примарен фокус, арно ама кога се мешаш на мој терен е Македонија, македонски интереси, идеологија и така натака. Јас, да ти кажам право вака, имам сериозно против на младата публика да ја очарува, да ја влече магнетски
некој кој што утре може да смени плоча за некоја сумичка од Софија, од Белград, од било каде, и после на младата своја публика што ја привлекувал со песни од типот Дом Периньон, Порше Панамера, дрн. Тоа е баш тоа. Види, да, сега не знам, Бисер Балкански го гаѓала во срце, не се. Ако е толку лесно да биде купен, утре може да Хајас Бидер ќе даде повисока цена и после што ќе ги едуцираме младиве пак со некое друго отворено писмо кое што после пак ќе окријаме на YouTube и така дали и така дали. Така да од многу аспекти е погрешно ова што го направи, ама како викаат американците, fuck around, find out. Имам две прашања, па да затвориме тема. Ајде. Што понатаму? Тоа е првото. И второто, Прочка беше, не ти се јави, така? Прочка помина, не ти се јави. Да, не ми се јави за... Ако проба лично или преку емисари да... Не ми интересува. Да закопате рат. Не. А немам зошто, види. Секирата не е за закупување. Ама нема зошто. Јас тој човек да повторам, нит сум го видел, нит го знам, нит го познавам, нит ме интересирал, нити ке ме интересираше. Да проба да... Не ми треба во живот. Немам зошто, немам потреба да имам јас добар фин муабет. Немам потреба, разбираш? Си имам јас пријатели, имам со кого да правам муабет, имам на што да трошам време. Нема простор за извини. Не, воопшто. Не ме заним. Нека се извини 100 пати. Чувството ќе ми останат кон него. Знаеш, Денојве, еве, шанса за прв печаток, да? Па како да ти кажам, направен е тој впечаток 2018 година. Деновиве, еве, не знам, ќе изреагирам, направив едно видео одма вечерта за да објаснам. После тоа дека прилично вака ги разглоби. Знаеш зошто? Зашто кога и да слушнам, ми се повраќа од гадоста на она што го испеал. Ми се повраќа од гадоста. И ме држи чувството. Епа дури ме држи чувството, ќе бидам активен на темата. Не, дека сега па сето време на телевизија на северџанистика јас ќе му го посветувам, тамам работа. Ама ме нервира и чим ме нервира. Знаеш што е разликата, Антонио? Можеби, не знам, можеби јас се преценувам, можеби и тој не ги направил добро математиките, или не знам, можеби убаво му е така, но колку песни тој може да вади неделно, месечно, на 3 месеци, на 6 месеци? Може, ама не може. Не, колку може да вади? Колку ти што имаш емисии. Не може го што имам јас емисии, и не може го што јас можам нему да се посветам, тој да ми се посвети мене. Знаеш зошто? Бидејќи нема кохерентност и конзистентност во таа мисла. Нема. Да е некоја вистинска тема на која што може да ме дроби, ако ете одбрал, сега Бетмен, не знам. Охриѓанец, провинцијалец, дебел бил, ВМРО-вец бил, Кела бил. Бетмен. Нели, било што. Океј. Да, дали имам недостаток на коса во пределот на главата? Пример, еве, имам. И може да прави тој секоја недела песна дека јас сум прокелавен. Ама за другари, за браќата во затвор не може. Знаеш зошто не може? Па утре ќе снимам емисија со еден од браќа во затвор и ќе го прашам дали јас ве пикна во затвор. За, не знам, се надевам, месец, 2, 3, 5, максимум, ќе излезат. Разбираш? И ќе излезат. И ќе ги, еве, било кој може да ги праша. Тој може да седне да ги запознае луѓето за кои што е наводно загрижен, пикнати и осудени од неговите идеолошки другарчиња, луѓе со кои што јас сум лежал во затвор, дури тој лежал во Грчка на плажа. Можеше да ги праша, Бори се излезе. Ама, да. Види, за таква глупост, опрост нема, како да ти кажам. Океј, тука ќе затвориме темата и и да, извини, да ги поздравам, да ги охрабрам сите што решиле да го товарат и да го охрабруваат овој поетски гени, нека продолжат да го прават тоа ќе зборува повеќе за нив отколку за него. Него еве сме го видели и го знаат тие со кои што се запознал каков е неговиот модус вивенди. Денес е опортуно, не знам, поголем патриот од мене, нели? Тој е загрижен за 27 април, можда тоа мисли дека ќе му донесе некоја тезга плюс. Ако решиле таков однос кон публиката да имаат, нека. Но не сум сигурен дека сега лесно ќе проаѓа на тие турнеи по Австралија и ваму таму, каде што
на друго ниво на сензитивноста крената темата за името, а и од нив ја криел тој таа песна. Бугарија, Убанско, Кажам, еве, не знам, први слободни 50 евра ќе ги потрошам на бустирање на песната во Австралија. Знаеш зошто? Тој му гледав и некој подкаст интервју. Јас сум копиле, ако ти се закачам ово она. Види, јас не сум копиле и затоа ќе најавувам што ќе правам, бидејќи она со цевките од Срекнава 49-та или око за око, зап за зап, овде ќе биде максимално испочитуван. Добро, реков да затвориме темата за да не биде дека Да не се донервирам. Го потрошивме на слаткаристика. Не, види, тоа е ова е за филозофија на живење генерално. Тој денес се вика Марко Слаткаристика, утре може да се вика било како и да не е рапер, туку да е административец или да е бизнисмен или да е некој друг шаноманолик. Ги има таквите. Ги има таквите. Ова е само специфично бидејќи сме јавни. Тој е јавен, јас сум јавен и нели оружјето што го одбрал беше такво јавно и така ќе си добива и ќе си добива. Но И гледам дека јавно добива. Боже мој, ако помислил некој дека и јас после се дека ќе се уплашам во нешто во животот, тоа е еве нека пробаат кривите. Мислам дека е многу погрешна проценка. Но таквите ликови ги има наоколу. Затоа викам, ова е прашање за филозофија на живење. Не е прашање не е само и само за извесен Марко. Се разбира. Не ме занимали еден ден кога ќе ми е доста, повторно нема да ме занима. Океј. Ајде да се вратиме на она што на почетокот го Ајде. начнавме го твитерџиството. Кога почна да влезе у тие води, предпоставувам од чист интерес, без некакви, не знам, мислам собствен интерес, не финансиски. Не за кеш како некој. Финансиски интерес. Не, да, за радозналост. Многумина тогаш се буквално се плаше што може овој да знае за мене. Сега со тек на времето мора признам дека тогаш не ги штедеше и од актуелната сега власт. Сега многумина викаат да види во Бетмен, сега сменил дресовете, сега се продал, се шита. Се продал и така натаму. Некој вика за 2 станчиња, вистина ли? Не 2, за 7 станчиња. Има разни теории. Уствари не теориите се за заедничка Македонија. 200.000 евра, 70.000 евра, 700.000 евра, коли, 2, 3, 5 станови и така натака. Тотален булшит. Прво на Facebook, после на Twitter, претходно на Кајга на форум, односно имав потреба да комуницирам со јавност. Ми се допадна дека мојот начин на пишување е препознат. Уште на Кајга на форум, таму беа реално почетоците и еднаш кога ќе ти влезе црвот за да имаш желба потреба од општење со јавноста или мудрување на тие 20 на години на разни Црвот уште го теми. држи, ама се Па држи, да, само нигде го и се обврските со 2 деца до плюс деца, времето. Не, ама немам толку не само до деца. Немам толку слободно време порано на 20 на години, размислуваше и на која тема сега некоја досетка да направам. И сега ќе ти врзам со критиките кон тогашната власт, не се тоа истите луѓе да се разбереме. Сега нема Палми во Скопје, сега нема нов Скопје 2014 проект и така натака. Јас сум критикувал политики. Јас ништо лично сум немал ни против Зоран Заев, дури не тргна да менува име или да продава дека е тој високо морален лик со еврозавицето, евроваму таму. Во суштина сум имал критички став кон многу општи појави. Не на друга работа морам да ти кажам. Мојот прв протест за името е организиран 2008 година. И вториот, истата 2008 година, две недели после далеку пред било каков момент сега да правиме вивисекција на ликот и делото на Богдан, кога ги критикувал ВМРО, кога не ги критикувал, кога престанал, дали престанал, не престанал. За мене, националните теми, мене ме занимали од дете мене, дедо ми ми ја пушта Логан да го гори на мој 4-5 години. Така сум воспитан, како да ти кажам. Значи, 2008 два протести за име, на вториот на плоштад и на првиот го организиравме 5-6 души преку тој Кајга на форум, на вториот држав говор на тој плоштад Пела, се сеќавате со баклите и така натака, кога Тони Михајловски ја рецитира
Македонија, која ќе те помакедончиме, односно тоа е комбинација на две песни, Гоце од Радман Павловски, не знам која. Калиопи, тогаш беше актуелна, не пееше во живот, не ја пуштивме едно име имаме од Бувамара. Таков беше амбиентот. После Држев, ја говор за Слободна Македонија преди на истата пела, ако се сеќаваш. види, Многу добри зборови. точно. Значи просто се забораваат работи. Забораваат луѓето, веламе се. Ти ме памтиш мене? Иде. Се сеќаваш ти? Сага, знаеш, како беше? Ја njega знам, он мене знае, ја njega не знам. Поентата ми е дека мене тие теми ми биле ми се во крв. Сега, да, кога Палми редеа, дали сум критикувал, јас сав корс. Сакам да само една работа тука ти кажам. На тие 20 и нешто години, кога недоминантна, но најгласна сила на социјалните мрежи се она што денес комотно може да се каже Соросова багра или неолиберали, тие нивната цел била да ја променат перцепцијата. Зошто? Знаеме зошто. Од невладини да станат владини преку ноќ, окей? И сега, кога тие ќе решеле да направат некаква кампања, на секој црковен глушец да стане канцелариски ставец. и кога ќе решеле да наметнат некоја тема, јас се имам огрешено кон некои луѓе, реков не сум бил никогаш малициозен, но сум се нашол во ситуација кај што се прави некаква глобална хајка против некој, Горде Анкуловска, Милијана Киески и така натака, и ти ако не учествуваш, ти се создава чувство дека чекај ти а не ја препознаваш темата баш како што другите ја препознаваат. Ама ако не влезеш во темата, нема да си актуелен. Тоа се реални емоции, ти кажувам се. На 21 година навикнат си на Што си реално или проклето искрено. Ама тоа е вистината, Антони. И на 21 година ти градиш некаква кариера во тој псевдосвет на социјалните мрежи. Некаква перцепција кон нештата. Имам, се разбира. На тие нешта туку, на денешниве нешта. Два пати како викаат, два пати мериш еднаш се. Види се, во меѓувреме што се случи. Јас иначе сум пишувал колумни за Субратаро и така натака. Сум пишувал милиарда ствари. Беше дел Инфомакс едно време. Во Инфомакс бев 2020-2021. И од Инфомакс отидов на Алфа. И после тоа Инфомакс. Се шегувам. Нема што да се шегуваш. Добро. Нотираме. Гледам жената што ќе се шегуваме. Не се. Ти па гледај. Поентата ми е преломот кога дојде за мене. Кога Заев почна да најавува бомби, викам ајде да видиме што ќе ова. Дали сега ќе слушнеме ало скини ги кошниците на Младенов. Еве, пример конкретно смртта на Никола Младенов. Како изгледа социјалните мрежи тогаш? И ако не изразиш некоја скепса или ако не напишеш нешто кое што во подтекст ќе има дека власта сигурно го утепала зашто знаела работи за незе, ти ќе бидеш одмаш картиран, ќе ти го пуштат Саше Политико, да како што мене ми правеше на времето пример недела, 2 поручек, пишувам статус каде може да се гледа Ливерпул Манчестер Сити онлайн. Бидејќи немаше тогаш арената. Немаше, да, или спортклубот беше паднат. И ми влегува со коментар, државата пропаѓа, ти гледаш фудбал. И таа агресивност, види, сега да не мудрувам јас премногу. Илон Маск истото го зборува. Вели, јас останав овде, ама вие од лево отидовте ваму. Не вика дека јас отидов десно. Туку вие ја померивте скалата на хистеријата, на лудоста. И затоа денеска може му се приближи, не? Па добро, му се приближи, ама ако сакаш да правиме паралели, Трамп во своја екипа го има Кенеди, има Тулси Габард, го има Илон Маск, има еден куп луѓе со кои што се нашле па под ист чадор на идеологијата Америка Фрст. Така за мене, македонските национални интереси, гордоста, достоинството и идентитетот секогаш биле над се друго. Јас можам со сите во ВМРО на 90% од темите да не се согласувам, ама овие 10% секогаш ќе не врзуваат. Затоа што ВМРО и на времето било исто такво. И таму имало и со леви убедувања, со десни убедувања, со било каде. Но НЗС-то на битката е битката за
слободата за независна македонска држава, за македонските интереси и така натака и така натака. Така да, таа поделба, ти пишуваше, не знам, сум пишувал лошо за палмите или за сум учествувал во некоја хајка неоправдано против Милијана Киески, а сега смени страна и сега го тепаш заев, сигурно те купија. Сакам да го објасним ова, немој да ме сватиш. Не, ама супер е, окей. Сакам да го објасниме затоа што се влече опашки, разбираш. Па добро, окей, види. Нема проблем. Не знам, немало прилика, па супер е што ти текна. Немало прилика да го објаснам баш овој сегмент вака. Тоа е Како влезеш да. ти да бидеш еден од како дојде до лидерите на За заедничка Македонија со кревање рака, односно со покренување иницијатива. Јас и Борис бевме стари ратни другари од таа 2008 година буквално. Се здруживме за вториот протест, тој на Пела, нели? Бидејќи првиот исто така имаше, заврши не по наша волја и желба, со каменување на грчка амбасада. За вториот, Борис, што покрај тоа што режисерски имаше удел во настанот, не знаат луѓе, имаше еден скеч од Еднооки накрај спремен, кај што Киро Глигоров се обраќа на македонците, за ако има нервозна атмосфера, Еднооки Дамовски, ако имаше нервозна атмосфера, целта беше со Киро да ја смириме, на смеење малце да ја затераме атмосферата, за да нема некој напаленко кој што пак ќе оди на грчка амбасада. Да, јас тогаш командант Коки го обвинуваат за тоа. Јас ден денес не знам дали бил човекот или не бил, бидејќи знам како е да земеш некого за кој што немаш ни крив ни должен, да, не знам, но во јавноста као СДС командант Коки организирали така. Имало луѓе што се фалеле дека се дел од службите и дека тие тоа ни го направиле. Нити знам дали биле, да, може не ни биле, не е важно. Но тој протест заврши со една убава енергија, беше убав патриотски набој, и пример тогаш не се пушти тој скеч на Киро Еднооки. Но иако беше таков убав, силен, македоновозљубен, правите заедничка. Не, него сакам да ти кажам, ние од тогаш се зближивме, бидејќи не спои таа тема. Заедничка Македонија некако спонтано произлезе после изборите 2016 година декември на Бадник или на Божик, мислам на Бадник, се појави тиранската платформа. И сега ние, нели, социјални мрежи, плюс беше голем набор. Пукаше, бидејќи тоа траеше од 2015 година. Од бомбите на Заев со беше налектризирана атмосферата. Ама зошто? Мене ми стана јасни работите после втора, трета пресконференција. Дека овде нема цел ни за правда, ни за знаеш какви карики, да, дека целта е друго, нели, го спремале големите од време него да заврши една работа. А таа работа е се против што јас се борам како политички човек. Апсолутно, да. И јас тогаш влегов жестоко во кампања против тие струи кои што после сите овие години може да видиме што и донеле на Македонија. Дали тиранската платформа постоела, не постоела, дали била во главата на небањатите ВМРО-вци или преку бугарски преспански договори и ден денес преку некои зуења од Мала Речица гледаме дали и како се спроведува на дело. Но така да просто со Борис природно се најдовме дека е време, очигледно гледајќи дека работата оди во недемократски офсајд. На избори не постоеше тиранска платформа и се 2 недели после избори ти вадиш, пази тоа, во Тирана потпишуваат документ и сега ќе овнесуваме во македонски политички систем. Се приклучи Дурловски, се приклучи Владо не беше дел од организацијски одбор. Веќе знаеш, се активираат пријатели, чекај, има ваму човек, Елена Мисиркова, Теон Джинго, не сум го видел од 2017 година. Значи, почна да се прави некоја група. Ване, Бог да го прости, Ванчо Петрушевски и да не ги редам. Ни говорил еден Љубиша Георгиевски на Собир. Ни говорил еден Саво Климовски. Коле Манев, неодамна почина, па се сетив на него. Многу луѓе. Беше едно преубаво движење кое што види се мислам. Ако ве редам, сеќавам и на денот, тоа беше во април или крај на март или април. Но не, шегата на страна, мислам. Да, сам да кажам, една преубава енергија која заврши многу неубаво, да. Заврши многу неубаво.
Не навлегувам се во причините, што било, како било, За 27-ми било уште не знам. организирано, не организирано. Нешто било На крај на криштата, нешто било сигурно организирано, ама што и од кого не знам. Дали една работа била или две или три операции паралелни, дали тие три знаеле едни за други не знаеле, не како е знам. протолкувано и за што се суди. Знае што е работата. Главниот кабает е, како и со СЈО, Епи Сибир, дека такви обвинители беа назначени за тие дела и такви политички инструкции добива и спроведува, криминални конструкции, што ја убија било каква идеја дека нешто може за нешто да се дозна. Ти би верувал ли на било кој документ обвинение подпишано од Катица Јанева? Јас не. Јас не. А за 2%. А за и два е многу за Катица и за Вилма. Вилма Русковска, како да ти кажам сега? Да не ги цитирам на Боки 13 Да години. го политизирам целиот подкаст. Не ама воримете само за сакам нешто да те прашам што е повеќе живот. Ајде, Заврши кај што заврши. добро. Шокот ме интересира. Човечки. Знаеш, Види, доживување. човек се Не ќам да ти лазам по емоции, ама Не, нема проблем. Ја тоа се е тоа издигестирано. Види, шокот е јас до 5 утрото не верував дека во притвор ќе завршам, бидејќи за да помислиш дека може да дојдеш во притвор, треба да си сторил нешто, ја си кабает, и два, да не си наивен како мене и да веруваш во правда. И не само до наивноста, тука мојот покоен татко бил и судија адвокат, мојот покоен дедо бил и судија адвокат. Јас сум растен во семејство на правници. Сум ги прашувал како љубопитно дете, бидејќи биле честни луѓе, ми зборувале честно за правото и правдината, или бидејќи сум бил мал, па не можеле да ми ја кажат како се грдата вистина. Но дојдоа те собра. верував до 5 дека нема да влезе. Не ме најдоа мене на адресата кај што ме барат. Јас сам се пријавив на суд. Знаев, тероризам, ово, она, добро, окей, се смее, викам, каков тероризам, ојдов со пасошот на суд, го дадов пасошот, значи сам се пријавуваш. Но Весна Димишкова сепак процени дека јас може да избегам, иако сам се пријавив на суд. Таа ни беше судијивка на претходна постапка, која што тврдам дека имала други инспирации и мотиви кои ги носела пресудите, а не оние на јустиција. Како го доживеа кога отидовте шутка? Па тоа сега ти кажам, и почна еден по еден, кој Куќен, кој не, бидејќи еден друг судија имаше, Савевски некако, тој знаеше да подели и Куќен притвор некому. Например, Владо и Борис беа прво во Куќен притвор пуштени, после 3 дена ги донесоа, бидејќи мораше сите да се во шутка, разбираш? Таков беше тој процес. Како гледаа таму на вас? Знаеш, таму се судираш со разни структури на Првиот ден малце сомнително, зборуваме за овие диво населје, ама после изгледа нас од вистински терористи па до криминални. да, но после изгледа се понадеваа дека може некое заедничко решение да има и за нас и за нив, па после не ни пробуваа да бидат агресивни. Иначе првиот ден од она што тоа и сум го кажал некаде на првата шетња. Значи одиш таму Имаше насилство? најава за насилство, но имал Шило као еден дечко и им кажувал, бидејќи јас бев во Келија со македонец кој што перфектно знае албански. И тој малиот му кажувал на сега што ќе му направам ово она, али као ми простиле бидејќи прв ден сум бил многу збунет и изгубен таму, не сум знаел кај сум. Да не речам што прави. Као има време има време, ако сакаш да му наштетиш, има време кога тоа да го направиш. Не знам, може Господ ми го спасил животот дента, бидејќи дечкото било студент на 30-40 години. Не е нормално човек да се навикне, ама мора да се адаптираш брзо, природно да се адаптираш, бидејќи што е таму си сега и што ќе правиш? Кукање, чукање на глава од зид не функционираат. Од прв момент тоа ми беше јасно, многу ми помогна човекот да го поздравам Југослав ако го гледа ова или ако некој го знае да му пренесе, бидејќи за жал имали претходно искуство во шутка за марихуана. Наместен. На граница, знаеш како оди тоа. Ало, фатете го него и 3 шлепера ќе поминат. Епа, овој беше тој него. Беше со 100 грама. Не со 100 грама, ама не со 2 тона. Не со 2 тона. Но ми помогна, бидејќи знаеше практични работи. Како се вари кафе, како се топли вода. Мислам, зборуваме за 17 век. Сте видели, јас си правев репортажа во Шутка, тоа е едно одвратно место каде што животни не треба да престојуваат во огромен дел од тие келии, не па луѓе. Но не се, поентата ми е дека првичниот шок ти го лечиш вербализирајќи со цимерот.
тој што со тој карши тебе. Секој ден случајот, бидејќи нели ти нормално да се прашаш зошто сум јас овде. Не можеш ти да си Имаше ли психолошка тортура? Не. Не? Од кого? Мислиш нешто Да, затворска полиција, чувари? Не. Јас немав контакт со обвинителство, малте не до судење. Мене ме викнаа прв пат исказ да давам после 2 месеца во притвор. Прв пат исказ да давам после 2 месеца во притвор. Нели е логиката? Дур се спакува сето тоа. Демек можда психичка пресија, па сега јас ќе одам таму и нешто ќе кукам да нема врска. После 2 месеца ме викна исказ да дадам. После 3 месеца бев пуштен во куќен притвор и прв контакт со Вилма Рускоска имав на судењето. И таа тогаш исто беше духовита како сладкар. Очекуваше ли На едно судење еднаш ми рече, слушај, ова е надреално. Ова не сум го кажал. Нас ти обичај една или две работи, а може и три. Ама слушај, ова е стварно не сум го кажал. Прво беше малце чудно. Првиот ден сега на судење не носат со комбија, се спровод полиција, таму јас од Охрид идам. И се има пауза за ручек, за нешто, за цигаре, за физиолошки потреби, но има пауза некоја, зашто Кацарска правеше маратони. 8-10-12 повеќе сати. Една седевме од 9 сабајле до 11:30-12 навечер, мислам дека беше. Дено ноќе. Абе правда, разбираш, правда. И првите денови на една од тие паузи се ние долу пред врата, пушиме цигаре, терористиве, Вилма излезе тука со нас. И си седи, нели, со нас терористиве. И нешто јас ја замуабети пака да видам што човек, ја прашав за некои позиции од одбраната, ама и ми објаснуваше нешто процедура, а реков окей. После изгледа и текна, па не излегуваше напред пред судот, заедно со нас, зашто може некој да ја слика. Јас би ја сликал да ја видам со терористите, го не што ги обвинува, него не сме ние обвинети за украл мастика во продавница, него за терористичко загрозување на уставниот поредок. Сега, на едно од тие паузи, после некое време, јас не знам кој спомна, некој од моите сведоци, можеби дека беше планирано дента на 27 април да се игра Оро. И ние имавме спремни играорци да го играат копачка. Да, претходно сме имали луѓе што го играле тешкото. Спремни играорци да го играат копачка, но поради тензијата, ради пеење на албанска химна, го откажавме тоа. И едноставно нези беше тоа духовито, зашто некој на Твитер се нашалил и направил монтажа, јас качен како игрорец со моја фаца. И на едно од пузите Вилма ми вика, види Твитер. Шо ми вика жена? Се немам представа за шо ми изборува тоа, на тај МК ги имаше твитовите, трендинг, прв беше тој кај што направиле монтажа од мене кај што играм Оро. И тогаш реков, добро, еден ден јас кога излезам од тука и ти често ќе сакаш да гледаш Твитер. И така и би. Што ти е стариот твитерчески занајд секогаш може да ти затреба. Боже мој. Боже мој. Сакам да те прашам една работа. Човек си кој додека беше таму каде што беше, ја криеше приватноста, а приватноста денес резултирала со брак и две прекрасни дечиња. Наша колешка Анастасија Деја Богдановска. Не само тие, криеше и таа приватноста. Кажи ми... Не е нешто дека се криело, само ние не сме таков селебрити капол да сега, не знам, ќе одам во ресторан и ќе викнам некој да не слика и да прави вести. Многу селебрити беше кога беа настаните. Тоа да. Добро. Жена ми била фантастична поддршка во сиот тој период. Ни за момент оставајќи ме во некаква неизвестност, затоа што да јас влегов во затвор после неколку 7-8 месеци врска. И мене казната ми започнуваше од 10+. Како вика? Таа остана со мене. Како вика порано? Доаѓаше во затвор да ме посетува и да. Тоа се траума, не мора еден човек, нема потреба такво нешто да доживува, преживува. Немало потреба ни јас да бидам таму кај што бидам, но како да ти кажам, тоа е еден лојалноста како квалитет е врлина што ја ценам кај сите луѓе, а особено кај жена ми. Не зборувам и цела фамилија нормално. Сега како вика тоа,
Зашто таква ситуација, тоа е траума за цело семејство. Тоа што го доживеале, затоа јас имам за враќање и ќе имам уште долго време. Тоа што го доживеале мајка ми, моите двајца браќа, пред некој ден излезе слика во меморис на еден пријател кој што ми правил пакет за во затвор. Со бомбони, ресани, така натака. И телефонот му го извадил како сеќавање и вика Џанам, ова беше пред колку? 8 Во колачите не ставаат 7 години. Во колачи не ставаат, не па или ако има како е она, кај става дрога во пијачките, кажете, знаеш. Што ни пијаш. Не зборам за дрога, зборам за мобилни. Во затвор, знаеш, имаше еден таков муавет, да не бегам од тема на тема. Имаше еден муавет, пази не пијат чајот, зошто ставаат бром за да си немал да ти убијат либидо. Викам, ало, ни чај не ставаат, во чајот не па бром ке ставаат. Тоа е како голем трошак, само шекер имаше во тие чаји. Само сакам да кажам, траума е, мислам, мене ми е жал што морал брат ми или еден од браќата секој ден да оди до затвор Скопје и да носи пакет за мен. Знаеш, и позади таму од зидините некаде ти имаш роден брат, постар брат, по смртта на татко ми, нели, најстарото машко во фамилијата и ти му носиш, да, не знам, ресани, му купуваш јогурт, фанта и батерии за радиото и не знаеме што ќе биде со него. Сори, ама не да нема заборав за такви работи и опрост. Како да ти кажам? Тој што искусил знае. Добро. Јас, семејството, меѓутоа и девојката, семејството не може би, сигурно мора, најчесто мора. Не се сите исти до душа, ама девојката не мора, знаеш како вела порано. Така е, да. Порано ги чека од војска, сега го чекаат од затвора. Друго ми е, да, цркума. Друго ми е муаветот. Кај пукна првата љубовна искра? Беше пред тоа, сам мели 6-7 месеци. Како што се знаевте пред тоа, веројатно се знаевте. Пред што? Пред да завршиш кај што Да, се познававте, така? Се познававте. Зборам за првата љубовна искра. Не, добро. Види, ај вака сега, може малце политички одговор, нели? Бидејќи љубов и политика најубаво. Не, бидејќи ние не сме селебрити капл кој што ќе ја темели својата популарност на никако не се два телевизиски лика. На љубовта меѓу нас, не ги правиме тие причи. Така да тие некои делови од интимата нека си останат за нас. Така? Да. Добро, чим не сакаш да зборуваш на таа тема. Не сакам да ја мешам љубовта и најубавото нешто со другите теми. Добро. Мене ми е работа да ја мешам. Ако види уште еден прилог. И мене ми е, ајде. Овој љубовен, не овој како се. А ти ме местеше уствари. Добро. Новинарката на Алфа Анастасија Деа Богдановска беше таа во чие срце тајно спиеше Охридскиот лилјак, додека тој ја преживуваше својата затворска голгота, се додека не дојде денот кога и самата пред јавноста ја симна маската на Бетмен. Новинарката, или новинарка во најчитаниот македонски информативен портал, Новинари ТВ водителка во Канал 5, па во ТВ Алфа. Тоа е професионалното портфолио на Анастасија Деа Богдановска, за чија приватност јавноста многу малку знаеше, се додека не го симна велот на местеријата дека во нејзиниот живот и срце длабоко е вгнезен Охридскиот лилјак. Имено, освен малкумина кои знаеа со кого е, како се чувствува, што доживува и преживува, на нејзиното лице тоа никогаш не можеше да се забележи, а камоли дознае. Само насмевка и длабок кристално стаклен поглед во далечина како одбранбен систем, како механизам за компензација на јавно потиснатите емоции. А девојката од сенка продолжуваше и натаму да чекори по својот пат. Со секој чекор нова надеж. Надеж длабоко скриена во незиното срце дека еден ден сепак правдата ќе победи. Барем она одличната борба во која веруваше, заради која никогаш, ама никогаш не чекореше сама. И во моментот кога прангите на неправдата паднаа, а правдата ги отвори вратите на надежта, па таа стана реалност, идеја ги отвори вратите на својата тајна. Па во тоа име го симна превезот на мистеријата, симнувајќи ја маската на Бетмен. Па јавно ја покажа својата љубов. Една фотографија и само една максима на социјалните мрежи беа доволни. Чекори. Чекори со надеж во срцето и никогаш нема да чекориш сам. Никогаш.
Колку за подсетување, Богдан Илиевски Бетмен заедно со Борис Дамовски и Владо Јовановски беа тројцата нови кои 3 дена пред новата 2019 година беа амнестирани за настаните од 27 април со одлука на кривичниот суд. Илиевски, Дамовски и Јовановски беа обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Според обвинението, тие се товареа дека на протестите за заедничка Македонија со подпалувачки говори го подпалувале народот. Резултат на онаа скриена љубов меѓу Деа и Бетмен, која можеби најсилно пламтеше на дистанца, додека беа присилно разделени, денес се нивните две дечиња, керкичката Дениција и синчето Раде. Кога ти не кеш да или не смееш да зборуваш. Најдобар прилог до сега. Не Најдобар. знам, морам јас да зборувам. Ако бе, ако супер. Не е добро. You never walk alone, а? Од Ливерпул. Да, од Ливерпул, да. Да, види, јас спомнав лојалноста преска, имено You'll Never Walk Alone, кога пеат сите на Енфилд, кога истрчува Ливерпул. Не само Ливерпул, и Борусија Дортмунд и други. Селтик исто ја има преземено, но прво е Gary and the Peacemakers, да, некои 50-60 години Ливерпул, како е епитом за лојалност. Таа слика, тоа е првата, тоа е нова година по излегувањето од притвор. Првата, па да, затоа што Прва фотографија на слобода, да речем. да, и затоа сум така Заедно. малце како чобан со распиштолен, но стварно после 13 месеци затвор и шутка и дома, пошто и дома е затвор. Будеме реални. Не, немаш да имаш алка, не е проблем. Секојдневни контроли, па шубе, дали ќе пробат да ти сместат, како што го наместија Јане Ченто, дека наводно не е дома, па го прибраа назад во шутка, како што го сместија Митко Чавков, дека наводно не е на адресата на која што требало да биде, па го прибраа назад во шутка. Такви тортури се обидуваа да прават и такви безобразни нечовечки свињари правеа. Другарчињата идеолошки од 2018 се сладкарче. Не, се разбира, но сепак е куќен притвор е притвор, да знаеш. Значи, не може да работиш, не може... Рече дека Не може доаѓала да- те посетува, така? Како? Рече дека доаѓала да те посетува. Анастасија? Скоро преселена беше дома, мислам, во секоја можна прилика. Само за работа во Скопје беше, иначе како не. Постојано беше. И во затворот дозволува. Во затвор, да, дозволија, ама мораше на нотар да се извади некаква потврда дека, не знам, толку и толку време сме заедно со двајца сведоци, кој да ми е неформална жена за да има право да ме посети. Опасни правила имаме. Среќа не става бромбоча. И имаше една средба на... Ама не, тоа е преку пластика и дупчиња имаш вака за да се слуша. Немаш физички контакт. А нема оние собите после. Тоа е во затвор. Ова е групно идат. Мајка, брат, жена, 40 минути на 15 дена и хајд пријатно до наредната средба. Одврат. Мислам, Значи- неверојатни лоши услови и правила. Овие две прекрасни дечиња се резултат на слободата. а не на- Овие две прекрасни дечиња се резултат на љубовта и се резултат на тоа што не успеа планот на кацарска, рускоска и така натака. И дури сум жив, ќе имам за славење што се тие две дечиња живи и за враќање на оние кои што правеа сценарио во кој што јас би ги немал. Тоа е тоа. За крај последното прашање. Повели? Петре Андреевски. Да, Кога опишуваше кога ја љубев Дениција или Дениција, мислеше на Македонија. така е. На што мислеше кога ја љубеше Анастасија? На Дениција и на Раде. Види, точно така, да. Дениција е метафора, еуфемизам поточно за Македонија, односно учествувал во создавањето на првата македонска држава. Јас со љубовта и бракот со Анастасија, со нашите две најубави на свет деца, сватив одново зошто сум на овој свет и која е мојата цел, мојата примарна задача тука. Односно, ти се редефинира поимањето за себе и причините за живот и виталната енергија ти доаѓа веќе од друго место, а не од места дека што ти си ја црпел претходно. Типа, не знам, колку лајкови ќе имам на Facebook, што рекол Саше за мене, што рекол некој си
Петко Трајко Станко, освен, да повториме, во неопростливи ситуации, како она со која што ја започнавме емисијата. Така да, фала ти на одвоеното време и простор. Верувам кој ни се закачил од почеток дека останал до крај. И се гледаме кај мене. Ти благодарам, Богдан Илиевски, алиас Бетмен вели. Жив и здрав. Беше гостин, но ништо лично. Фала многу. Драги мои, ете, слушнавте што можевте да слушнете, зашто на ниту едно друго место нема да слушнете ништо слично како овде во Ништо лично. Денес имавме уште еден ексклузивен гостин, а со вас беше по навик, како и секогаш, вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Се гледаме за 7 дена. Видете?